Поддршката за Украина, мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп, трошоците за одбраната на земјите членки на НАТО на 5% од бруто домашниот производ. Ова беше во фокусот на денешниот состанок на шефовите на дипломатии на Алијансата тука во Брисел. Состанокот доаѓа инаку по преговорите меѓу Соединетите држави и Русија за ставање на крај на војната во Украина. Американскиот државен секретар Марко Рубио не присуствуваше состанокот. На неговото отсуство генералниот секретар на Алијансата Марк Руте го оцени како разочарувачко. Во неколкуте обраќања кои ги имаше во текот на денот, Руте повика на засилена поддршка на Украина и додаде дека Украина мора да биде во најсилна можна позиција за да се бори и да преговара. Руте оцени дека Русија се подготвува за долга конфронтација и опасноста е реална и трајна. Додаде дека тесно се координираат со властите во Соединетите Американски држави за сите следни чекори. Russia continues to test our deterrence. Russia has violated our airspace with jets and drones, conducted sabotage and sent spy ships into our waters. These actions are reckless and they are dangerous. Russian missiles keep causing death and destruction. And winter is here. Ukraine needs our support more than ever. We all want the bloodshed to stop, and I strongly welcome President Trump's continued efforts to end this war. Македонија инаку тука во Брисел е представувано од шефот на дипломатијата Тимчо Моцунски, кој уште пред почетокот на состанокот оцени дека постои моментум и прозорец на можности за да се постигне некаков мир на војната во Украина. Додаде дека Македонија ќе застане и ќе остане во поддршка до постигнување на таков мир. Фокусот примарно е за принципилната поддршка која што ја дава НАТО Алијансата за Украина, но и за очигледниот прозорец на можности кој што го има насочен кон изнаоѓање на мирно решение. Постои иницијатива на Соединетите Американски држави кој што добива голема поддршка. Целта е да се најде одржлив мир во Украина. Попладнаво не придружуваат високата представничка Каја Калас и украинскиот министер за надворешни работи Сибија, каде што повторно фокусот ќе го ставиме на заедничкиот труд кој што и ЕУ и НАТО земјите го вложуваат за изнаоѓање на трајно мирно решение во Украина. На маргините инаку на самитот на шефови на дипломатии тука во седиштето на НАТО, инаку Моцунски имаше и средба со заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави Кристофер Ландау, кој тука е присутен на местото на Марко Рубио. Со него, како што соопшти од Македонското министерство за надворешни работи, двајцата ги потврдиле блиските односи како и силната и конструктивна соработка со Соединетите држави како стратешки партнер на Македонија. Разговарале и за улогата на Соединетите држави во регионот, а министерот Моцунски го потенцирал напредокот на Македонија во Алијансата. Дополнително покрај со Ландау, Моцунски на маргините на самитот исто така учествуваше и на дискусијата посветена на коридорот 8, заедно со италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани, а присутен беше и министерот за надворешни работи на Бугарија Георг Георгиев. Двајцата, како што соопштија, заедно сите како што соопштија од Македонското министерство за надворешни работи, ја нагласиле важноста на коридорот од безбедносен и политички аспект. Учесниците, како што соопштија од МНР, се согласиле дека целосната реализација на коридорот 8 ќе донесе значајни економски и безбедносни придобивки, особено во светло на најновите безбедносни проценки, дека потребна е неопходно забрзување на изградбата и вложување во коридорот 8. За крај само да кажам дека токму за безбедносните предизвици, но и за значењето на Македонија како земја членка на НАТО, за вложувањата во одбраната, односно одвојувањето од тоа 5% од бруто домашниот производ, тука на овој самит разговорав и со заменик генералната секретарка на Алијансата Радмила Шеќеринска, чиј интервју ќе го емитуваме во текот на следните неколку дена.